знам дали е ова реплика по суштината, но бете инспирирана од реченицата се тече, се менува. Хераклит, за жал, замислете, течат и се менуваат и начините на кршење на човековите права, на ограничување на човековите права, типовите на кривичните дела, што говори за човештвото, кое е потонато во длабока криза. Да повторам, женските права се човечки права. И ова не е толку заради Истанбулската конвенција, туку заради непријателското обкружување во кое се уште живееме. Истото го мислам и за новинарите. Не е во ред да се соочуваме со секојдневни обвиненија за новинари. Новинарската професија е најважната. Таа е огледалото. И затоа мислам дека добро беше што долго работевме на овие измени и на крајот ќе завршиме со консензус. Репликата највеќе е во поглед на следново. Јас честопати се повикувам на Венецијанската комисија повторно и сега. Една од основните причини за формирањето на Венецијанската комисија не е само донесување на устави во земјите што настанаа со распадот на комунизмот, кои што ќе ги вградат во себе европските стандарди, општочовечките стандарди, туку пред се заштитата на човековите права. Значи, топло препорачувам сите закони што се однесуваат на човекови права, бидејќи во Венецијанска комисија има и посебна подкомисија за заштита на човековите права, да ги испраќа владата во фазата на нацрт, не постфестум, во фазата на нацрт, за да го чуе мислењето, да ги добие препораките и да ги вгради препораките. Ако тоа не го стори, повторувам, дека и ние имаме право, ние, и пратениците од власта, и пратениците од опозицијата, исто така да побараат мислење од Венецијанската комисија. Не смееше да чекаме драматични повици на новинарите за донесување на овој закон. Не смееше да чекаме во праксата да ни се случуваат јавни соби и слични погроми врз женскиот ум и врз женското тело.